Во денешно време се повеќе е застапено функционирањето во тимови. Новите можности и политики на пазарот велат дека способностите и вештините на едно лице не се доволни. Токму за работата во тимот, за работата со оние најмалите, со оние најранливи категории на граѓани. Денес разговарам со две релативно млади и доста успешни млади дами, специјален едукатор и рехабилитатор Стефанија Трајчевска и специјалист клинички логопед Викторија Силјановска. Многу ми е драго што денес топло не пречекаа во нивниот нов отворен центар за стимулација и рана интервенција кај деца и возрастни. Нема да речам добре дојдовте, вие ќе ми речете добре дојде. Ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во емисијата од своја страна и ви благодарам што се согласивте за овој интервју. Добре ни дојде, баш се радуваме што денес одвоивте време и одбравте да бидете наши гости. Девојки, најпрво сакам да ви честитам за сиот успех и за целата оваа работа што ја завршивте, односно ќе ви честитам за Центарот за стимулација и рана интервенција кај деца и возрастни. Ќе ви посакам уште многу успеси, успешна и плодна работа пред да почнеме со самиот тек на разговорот и интервјуто. Благодарам. Пред да почнеме нели со самиот тек на интервјуто и да споменеме нешто повеќе за тимота, односно за центарот, јас би сакала на почеток да ви го поставам она прашање кое што е можеби начално, што беше пресудно да се одбере оваа работа која итекако е доста како да кажеме човечка, односно работа која што не може да ја работи било кој. Од каде љубовта кон токму оваа хумана професија? Ете така, прво би почнала за мене, предпоставам и за Вики нели истото. Кога навлегов во специјална едукација и рехабилитација, во оваа насока имав поддршка само од мојата мајка, затоа што сите смета останати дека за да се работи со деца со специфични потреби, треба да се има јако срце, треба да се има тврдо срце. Меѓутоа, јас секогаш сум од спротивната страна и нагласувам дека за да се работи оваа работа треба да се има емпатија, меко срце, затоа што само меко срце може да ги разбере овие лица. Љубовта кон децата ми е пресудна и од секогаш нели била и секогаш нагласувам дека 1000 животи да имам 1000 животи, ова ќе го одберам. Ова е нешто што сакам, што сакам да го работам, ова е нешто што ме исполнува, ова е мојата мисија на овој свет. Зошто тимота? Од каде името за тимота? Еве тоа ми е мене интересно специфично за центарот. Кој го договараше? Па двете. Тим си е тим, јас што би рекла. Со Стефанија кога се запознавме, така многу ни се совпаднаа некако енергиите, мада на почеток бевме дистанцирани токму поради таа наша доминантност, упорност и се нешто не водеше една кон друга и почнавме многу да се зближуваме и уз сето тоа, покрај сето тоа зближување, запознавање, сфативме дека јас и Стефанија имаме слични погледи кон светот и целиме кон исти насоки. Низ разговорите, низ времето поминато заедно, рековме ајде ова што го сакаме, ова што го можеме, ова што може да им помогнеме на многу луѓе, на многу деца, да го направиме заедно. Зошто да не? Затоа што може двајца, што може еден цел тим, сам човек сметам дека не може никогаш, затоа што две очи не гледаат исто како 4, две раце не можат исто како повеќе, затоа дојде она тимот односно тим си е тим. Така, специјалист клинички логопед Викторија Силјановска и специјален едукатор и рехабилитатор Стефанија Трајчевска. Кажете ми, како се надополнуваат овие две професии во еден центар за рана стимулација на деца и возрастни? Логопедот како логопед прво нели го стекнува своето звање на медицинскиот факултет, потоа имаме до едукација, односно стануваме специјалисти, подоцна се останува на нас, односно по завршената пракса, дополнителните обуки нели што си ги земаме на своја рака, едукации и слично. Логопедот и специјалниот едукатор и рехабилитатор сметам дека еден без друг не можат. Колку и да се осеќа она напрегање помеѓу млади колеги дека логопедот треба да го работи ова, специјалниот едукатор и рехабилитатор треба да го работи нешто друго, јас сепак стојам за тоа дека како тим повеќе може да помогнеме и повеќе може да придонесеме за побрз успех кај сите дечиња, затоа што нашите работи се испреплетуваат и една без друга не можеме.
Мојот дел ќе биде, се извинувам, мојот дел ќе биде повеќе во вербалната комуникација насочен, односно кон стимулација на говор, затоа што логопедот се занимава со откривање, со дијагностика, со третман на патологии кои ја засегаат вербалната комуникација, односно слухот, говорот, гласот и јазикот, а специјалниот едукатор и рехабилитатор е повеќе насочен кон оние психомоторни реедукации, кон стимулација на груба фина моторика и затоа повеќе би можела нели Стефанија како специјален едукатор и рехабилитатор да си каже што фаќа нејзиниот дел. Так, пред да почнеме со специјален едукатор и рехабилитатор, колку луѓето, односно родителите и децата кои доаѓаат во центарот, можат да ги извршат сите прегледи, сите контроли кај детенцето? Претпоставувам доаѓаат на специјален едукатор и дали тука може да се испита и кај логопедот детенцето, нели, за да не се одолговлекува целата? Дали е пожелно да се направат сите тие прегледи во центарот? Најчесто да, дали затоа го препорачувате тоа на родителите? Доколку се забележи потреба, да, затоа што обично детенце што на 2 години не зборува, претежно се јавуваат прво кај специјален едукатор и рехабилитатор, но се утврдува најчесто на првите прегледи дека двете како терапевти ние сме потребни. Не само специјален едукатор и рехабилитатор, туку е потребен и логопед за да се достимулира детето, за да она што нели доцни почне да се појавува. Пред да почнеме со она прашање како оди работата, како се одвиваат часовите и нели со работката со родителите и работата со најмалите, со дечињата, со кои услуги ги нуди центарот и со кои категории на луѓе работите? Тимота е центар кој што работи како примарни услуги, имаме специјален едукатор и рехабилитатор и логопед. Значи, тоа ни се примарните услуги, меѓутоа јас и Вики сме на доста обуки, па ќе имаме и наредни услуги. Јас сум и на семејна и системска психотерапија, дел од 4 годишна едукација е тоа. Таму сум моментално прва година. Семејна и системска психотерапија одбрав пред се како алатка која што ќе ми помогне во комуникација со родители, во откривање на семејните релации, меѓутоа како што навлегувам се повеќе во семејна и системска, се гледам како иден семејен системски советник. Кои се најчестите проблеми, така ќе ги наречеме, со кои што родителите доаѓаат кај логопедот со нивните дечиња? Можеби говорот, можеби... Да, најчесто во пракса се соочуваме со дечиња кои доцнат во прозборувањето, односно на одредена возраст, на 24 месеци, на 3 годинки немаат воопшто никаков говор. Тоа ни е онака поинтензивно во последниве години како проблем за кој ни се обраќаат, инаку постојат нели дислали кога детето не кажува одреден глас, најчесто сега се децата на училишна возраст кои доаѓаат кај нас најчесто за Р и Л како гласови, веќе на 5,5 години ги праќаат, иако нели логопедот не е споменат како дел од задолжителните прегледи кај децата на предучилишна возраст, сепак ни се обраќаат и родители на дечиња што се во таа возраст, лица кои имаат проблеми со ритмот и темпото на зборување, односно пелтечење, кај первазивни развојни нарушувања исто така сме потребни, аутизам, кај интелектуална попреченост, потоа кај развојна дисфазија. Исто така би споменала дека логопедот не се занимава само со третман на патологии кај дечињата, туку ние работиме и со тинејџери, работиме и со возрастна група на луѓе, односно пример кај мозочен удар би нагласила дека исто така логопедот е многу потребен. Тоа е она што кај нас малку се зборува, еве јуни е месец за подигнување на свеста на афазија. Логопедот исто така е потребен кај состојби каква што е афазијата, дури и за корекција на гласови кај возрастни, што доста често се случуваше откако се слушна дека нашиот центар е центар за рана интервенција и стимулација на деца и возрастни. Така да засегаме на целосна група од најмала возраст до најстара. Така, интересно е тоа и за возрастни. Што подразбира терминот стимулација кај возрастни? Зашто најчесто доаѓаат? Па вака, цело време ние го ставаме фокусот
односот најмногу на На дечињата. децата, така. Но дечињата растат и стануваат возрастни. За неколку години од сега ние ќе имаме возрастни луѓе со аутизам, ќе имаме возрастни луѓе и веќе имаме што пелтечат, возрастни луѓе кои преживуваат мозочен удар и имаат едноставно проблем со секојдневната комуникација, но едноставно за сите тие предизвици со кои ние се соочуваме не се зборува. Од таму ни дојде она мотивацијата ние да собереме храброста и ние да зборуваме и ние да третираме возрастни, мада би кажала дека тоа е она што со Стефанија многу го разговаравме кога ја носевме оваа одлука, работата со возрастни е доста покревка и доста почувствителна кога би се споредувале или кога би се ставиле за споредба двете категории, деца и возрастни. И сега колку е подигната свесност кај лицата да посетат еден ваков центар, да побараат помош? Напоменавме кај логопедот за примозочен удар. Дали можеби се уште постојат стереотипи или предрасуди зошто би одел сега не пелтачам зошто би одел на логопед? Колку е подигната свесност за луѓето да го посетат центарот? Сега кажавме логопед, меѓутоа еви твојата област специјален едукатор и рехабилитатор за лицата со аутизам, за претпоставувам дека и повозрастни, мислам, поголеми дечиња имаат таков проблем. Секогаш кога ќе ни се постави ова прашање, бидејќи јас и Вики сме, јас сум од Струга на Кичево, секогаш нагласувам дека тука во Скопје е многу подруг пристапот и дека родителите се поопуштени и поотворен пристап имаат кон специјалниот едукатор и рехабилитатор и не се срамат и не се плашат да консултираат специјален едукатор и рехабилитатор како и логопед, за разлика од помалите градови каде што се уште постојат стереотипи кон самиот назив. Посебно дефектолог, нели сега го сменавме и терминологијата, сме специјални едукатори и рехабилитатори. За мојата струка, специјалниот едукатор и рехабилитатор, освен тоа што се занимава со лица со аутистичен спектар на нарушувања, лица кои што имаат проблеми со слухот, односно глуви и наглуви, лица кои што имаат проблеми со видот, односно слепи и слабовидни, интелектуална попреченост, емоционални проблеми, деменции, афазија, специфични тешкоти во учењето, ние се занимаваме и со деца кои што имаат потреба само од стимулација. Специјален едукатор и рехабилитатор треба да се посети доколку детето е родено со мала родилна тежина, доколку кај детето постои некаков ризик фактор, мора да се посетува, ако не се работи за соодветен третман, чисто консултативно да се посети специјален едукатор и рехабилитатор, да се види како детето се развива и дали постојат одредени отстапки во развојот. Така, при работата со детето, еве конкретно, потребно ли е подолго време да се посетува логопедот, односно да се враќа детето повторно пак на терапија? Може да се случи. Праксата ни покажува дека кога, мислам, еве во корекција на глас, тоа ќе го земам, кога детево ќе научи Р како глас, функционално треба да почне да го потребува и родителите обично кога ќе слушнат дека вибрацијата е извадена, мислат дека тоа е период кога треба да се запре со третман. Додека не се употребува нешто функционално и додека не се употребува во секоја животна говорна ситуација, логопедскиот третман не се смета за завршен и тоа е онај најтешкиот дел што некои родители не можат да го разберат и потешко го прифаќаат. Но до сега праксава ми покажува дека родителите се доста истрени, доста упорни, доста вложени и едноставно знаат дека ние како терапевти немаме само магично стапче, и дека тоа е процес. Ете така, дека тоа трае. Кон тоа ми целеше прашањето, дали има родители кои што не се трпеливи, кои што велат уште ли ќе го носам детево на логопед, дали ова ќе се излечи, дали ќе се промени нешто? Така, има, но за среќа овие другите што едноставно знаат дека ова е долг процес, од неколку месеци до година, до повеќе години, се почести. Тоа нели ни го возможува нашето постојано зборување, информациите кои во денешно време ги имаме и со кои располагаме и се знае дека и третманот со логопед и третманот со специјален едукатор и рехабилитатор и со кој да е друг терапевт, најчесто се долготрајни и може да траат и по неколку години. Така, колку е предизвик работата со лица кои што јас нема да кажам дека се поразлични од нас, туку лица кои што доживуваат една таква состојба? За да се работи со деца со специфични потреби е многу тешко и не може секој да го работи тоа.
за да биде еден успешен третман, односно да постои позитивен исход кој што го очекуваат родителите, пред се треба да се терапевтот да има добра конекција со самото дете. Доколку секогаш нагласувам, доколку детето не ве прифати како терапевт, никогаш нема да биде успешен третманот, затоа што децата знаат кој сака и кој може да им помогне. И тука нема лага. Знаат ли да ја возвератат љубовта која што им ја пружате како нивни терапевти? Ја покажуваат ли? Луѓе ќе велат дека децата се најискрените и Апсолутно така. Јас и Вики си имаме посебен начин на комуникација, дали тоа е преку некој заеднички поздрав, дали е преку некоја песничка, што е како едно НЗС, би го кажала, помеѓу нас. И секогаш се така, да, баш Се осеќа, се чувствува, да. Така, велат дека колку даваш, толку и добиваш назад и претпоставувам дека и во оваа работа тоа е така. Спомнавме доедукација, колку е битна доедукацијата во вашата работа. Знам дека одите на многу конференции, на многу семинари. Дали тоа зависи од секоја индивидуа или сметате дека е потребна таа доедукација, постојано да се едуцирате за новитетите во вашата работа, за се она што работите? Па мора да сме во тек. Јас се осеќам гладна за знаење, колку може повеќе да примам, затоа што колку повеќе читам, се едуцирам, имам пракса, толку поубаво и на полесен начин и поуспешно ќе може да им помогнам на моите дечиња. Еве сега, баш викендов почнав со едукација, нема да именувам која. Еве држиме малку во неизвестност, е долготрајна. За 2-3 месеци од сега веќе ќе биде најверојатно прва во Македонија, со која верувам дека ќе имаме еден нов видик и еден нов пристап на кој на дечињата ќе може да им се помогне, па и на возрастните, затоа што ги засега сите категории. Така да би рекла дека задолжително, едноставно јас барем така го чувствувам, дека колку повеќе се едуцираме, колку повеќе читаме, сме повеќе во тек и така повеќе може да им се помогне на сите луѓе. Така, би ја надополнила со Вики, постојано да сме во однос со проблематиката со која што работиме, бидејќи во оваа работа постојано се менуваат работите, постојано излегуваат некои нови методи, постојано излегуваат некои нови техники, преваленцијата постојано се менува, затоа ни се тие до едукации кои што. Каква е соработката со колегите од вашата професија? Велам соработката, нели, на дополнувањето на знаење, на совети, на препораки. Вие сте релативно млади, претпоставувам дека соработувате со повеќе колеги, соработката на семинари, на организирани конференции. Јас снимав едно видео, имаше доста гледаност кога го отваравме центарот заедно со Вики. Постојано баравме некои методи, некои нови техники и често бевме во комуникација со нашите колеги. И добивавме два типа на одговори, или кратки, да и не, каде што не ни беше дозволено да постои додатно прашање на тоа, значи сеќање буквално, или воопшто, значи не ни враќале, не ни кревале на телефони како и да. Мене ми е многу жал и често со Вики за тоа комуницираме, бидејќи оваа работа е работа каде што треба мултидисциплинарен пристап да се има и некако се гледа, како да кажам, себично, на некој начин да работиме со доста ранлива категорија. Каде што сите заедно можеме, ние од нас почнуваат промените, ние сме промените во општеството. Овие професии, да, значи ние со овие професии од нас треба да почнат промените. Јас би дополнила, освен нели ова што годевме по тешкиот пат, не ојача, не направи поспремни некако во се што си направивме сами, но имавме неколку колеги што на прсти се бројат, што јавноста тоа не го гледа. Што стварно ни помага, не стимулира, не мотивира, буквално осетивме во целиот процес дека се тука за нас и јас би кажала дека она што го даваш, тоа ќе го примиш назад. Нашава професија е несебичност, чиста љубов. Само ако си помагаме, и јас секогаш го кажувам тоа, може сум досадна, колку повеќе си помагаме, толку побрзо ќе напредуваме и ќе постигнуваме подобри резултати, така да благодарна сум, и јас верувам и Стефанија, за сите отворени и затворени врати на кои наидовме низ целиот овој пат. Токму така уговорите. Искуствата учиме.
Од искуството најдобро се учи. Девојки, при самиот крај сакам да ни упатите една порака до сите оние лица кои што им треба совет од логопед и од специјален едукатор, односно до сите оние кои што се уште се мислат дали детето да го донесат во ваквиот центар, дали детето да му извршат можеби рутинска контрола, меѓутоа се уште се двоумат дали, зошто, како, која ќе биде пораката која ќе упатиме кон сите оние кои што ќе не погледнат и ќе не проследат. Ајде, Стефи. Ајде, едната па другата. Ние сме, значи, ние сме терапевти со супер моќ, јас така викам. Ние имаме супер моќ, не сме воопшто страшни, не е тука некои болнички услови да не видиме. Еве, јас потврдувам, толку ми е убаво. Толку ми е топло во Така, баше стимулативно, со играчки, со бои, убава енергија владее тука кај нас. Не е ништо страшно. Од сите наши клиенти, би кажала, половина доколку се со диагнози со стриктен проблем, половина ни се дечиња кои што доаѓаат чисто стимулативно, за да ги подигнеме, да ги потурнеме, така, дали тоа се работи за предшколска или школска возраст. Значи, обавезно да се посетува, постојано да се консултира, чисто да се види дали детето тече правилно со развојот, бидејќи ние многу добро ги гледаме одстапките кои што не секој родител може да ги забележи. Подобро да се праша, да не консултираат, отколку цело време да имаат сомнеш во родителите, тој сомнеш да расте, да се во право, да испаднат дека се во право за она што се грижат и да биде поминато многу време каде што нели е потешко да се постигне побрз успех, затоа што успехот лежи во раниот третман и пристап. Овде ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, за гостопримството овде во центарот. Уште еднаш благодарност што ја прифативте мојата покана да споделиме пред нашите гледачи се она суштинско за вашите професии, за услугите кои што се нудат во центарот. Ќе ви посакам уште многу успеси, да бидете постојано тим, бидејќи тимот кој победува, јас велам, не се менува. И да се видиме за уште многу убави и успешни приказни со вас. Ви благодариме од срце. До друга прилика. Добре дојдени сте секогаш. Хвала ви, хвала ви. Тимота Центар за рана интервенција и стимулација на деца и возрастни, односно разговор со клинички логопед специјалист Викторија Силјановска и специјален едукатор и рехабилитатор Стефанија Трајчевска. Се надевам дека со оваа успешна приказна која денес ни ја сервира овие млади, доста амбициозни девојки, успеавме да го задржиме вашето внимание. Се гледаме за 7 дена во истиот термин. Ви поздравувам.